Во иднина автомобилите на Volvo во Македонија ќе ги пласира АГС групата. Името е ново, но протагонистите познати. Реорганизирајќи го своето работење, Премиум Ауто Центрум заминува во историјата и се припојува кон споменатата група како Премиум АГС. Во нејзин состав ќе бидат уште неколку компании од автомобилската сфера. За продажба и сервис на производите на Bosch ќе биде задолжен АГС Контрол. Посебно оделение ќе настапува како продолжена рака на германскиот ТУФ Норд, не само во Македонија, туку и пошироко. Понудата на услуги ќе биде заокружена со АГС Рентакар и EOS Брокер. Што се однесува до Volvo марката, е застапена со комплетната своја гама. Веќе се присутни автомобилот на годината во Европа XC40 и новиот V60. Се очекува да пристигне и S60 кој ќе се произведува во Америка. Но најголемите новости ќе следат напролет, кога во понудата на АГС групата ќе се вклучат уште две автомобилски марки со кои засега се преговара. За сите нив се подготвуваат нови салони веднаш до постоечкиот. Како и матичната компанија, и Lexus во Париз настапи воздржано иако имаше светска премиера. Се работи за благо рестилизираниот RC, кој сега цели уште повисоко во премиум сегментот. Со доза елеганција додадена на подсмирените, но сепак агресивни купе линии, овој модел како да сака да покаже дека измените не се секогаш видливи. Тие треба да се почувствуваат заради што јапонците се имаат задржано на унапреденото ослонување и целокупното задоволство во возењето. Другата механика немаше потреба да ја менуваат. Иако официјално не потврдија дека останаа исти, четирите погонски групи имаат сосема доволни карактеристики да импресионираат секого. Посебно зверскиот V8 агрегат со своите 477 коњски сили, кој го забрзува до 100 км на час за 4,5 секунди. Интерес привлекуваше и малиот кросовер UX, како и новата генерација на ES, која допрва треба да се запознае. Шкода во Париз ни приреди два брзи погледа, еден во сегашноста, друг во иднината. Заедничка и на двата им е ознаката RS, која во сегашноста гордо ја носи големиот Кодиак. Заслугите за тоа ги има неговиот твин турбо дизел со 240 коњски сили, кој му донесе рекорд на Нурбургринг. Погонот на сите тркала помага до 100 км на час да забрза за точно 7 секунди. Од визуелните додатоци се истакнуваат сјајно црните елементи како замена за хромот, како и 20-инчните тркала и двете издувни цевки. Дигиталниот кокпит има интересни прикази, а спортските предни седишта го докомплетираат доработениот интериер. Погледот во иднината ни го овозможи Vision RS концептот. Тој ја представува брзината онаква каква што наскоро ќе ја означуваат двете букви на неговото име. Идејата за неговото создавање беше да се искомбинираат задоволството во возењето и одговорноста за животната средина, и тоа во еднаква мерка. Затоа има плагин хибридна погонска група, 1,5 литарски TSI му дава 150 коњски сили, а електромоторот уште 100. Пакетот батерии поддржува автономија од 70 км без емисии. Освен за брзината и екологијата, новиот концепт ја покажува визијата на Шкода и за интериерот на идните модели. Внатрешниот дизајн ја истакнува подобрената функционалност, а големиот централен дисплеј желбата за создавање пријатен амбиент. Тоа е подкрепено и со седиштата направени од еколошки материјали и поврзувањето со гласовниот асистент Алекса. Иако представен во друга конотација, се очекува Отсуството на меѓународната конкуренција Рено го искористи да ја покаже својата визија за иднината. Парадата концепти ја предводеше EZ Ultimo, чиј импресивен дизајн пречеше на прв поглед да се свати неговата функција.
Работите ги разјаснува внатрешноста до која се доаѓа преку вратите со уникатен начин на отворење. Замислен како вистинска дневна соба на тркала, овој футуристички концепт располага со простор и комфор кој на патниците им овозможува сосема ново искуство при патувањето. И тоа според шеринг системот, бидејќи е замислен корисниците да го делат меѓу себе со претходна резервација на одреден временски период. Дека располага со автономен систем на возење и електричен погон нема потреба да се споменува. Звездата е родена. Подобар слоган не можеше да се најде за настапот на VinFast на салонот во Париз. Исто така се вика и новата награда на AutoBest, наменета за нови компании од автомобилската индустрија, мобилноста и технологиите. Критериумите за незино доделување се прецизни и строги, а прв незин освојувач е токму виетнамскиот производител. Со неа европскиот AutoBest зачекорува на глобалната сцена, која во блиска перспектива е цел и на новата звезда од југоистокот на Азија. Во незиното лансирање ќе помогне славниот Дейвид Бекам, но повеќе технологија е набавена од BMW. Платформите се од серијата 5 и X5, а моторите дволитарски со 175 и 230 конски сили. Менувачот е 8-степен автоматски, а кросоверот има и опционален погон на сите тркала. Освен височината, и двата модела имаат скоро идентични габарити, должина од скоро 5 метри и меѓуоскина растојание од нешто помалку од 3 метри. Дизајнот им е дело на Пининфарина, а прсти има вмешано и студиото на Џуџаро. Внатрешноста е модерна со комфор, квалитет и технологии што се среќаваат кај премиум возилата. Во овој проект се вложени импресивни 3,5 милиарди долари. Уште поимпресивно е тоа што двата модела со кои новиот виетнамски производител се представи на светот се направени за само една година. Продажбата ќе им започне идната година, а набргу потоа ќе следат уште два мали градски автомобили и компактен модел со електричен погон. Фабриката на VinFast ќе располага со капацитет за производство на 250.000 возила годишно со план за двојно зголемување. Природата не простува компромиси. Таа ја создава само најдобрата можна комбинација. Моćниот дизајн на Карок е создаден за најтешки услови, а неговиот изглед го презентира со самоуверена елеганција. Карок 1.6 TDI со 115 конски сили од сега е достапен за 20.450 евра или 250 евра месечна лизинг рата. Новиот Шкода Карок вози на свој начин. Škoda. Simply clever. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Успешните приказни не се забораваат, тие се надградуваат и кулминираат. Kia Sportage, модел 2019 со дополнителен фейслифт за усовршување, а ја добивате за 16.950 евра со 7 годишна гаранција. Метрополис, број 1 радиомрежа. Доживејте го хоризонтот како појдовна точка. Искористете ја секоја пречка за поголем залет. И продолжете каде што другите застануваат. Нова SUV гама на Peugeot, далеку пред сите.
Text Eva. I miss you. Send. Ви ја представуваме целосно новата Ford Fiesta. Веќе од 109 евра месечна рата. Во отсуство на Volkswagen, Porsche во Париз не се осмели да донесе вистински новитет, но она што го покажа беше сосема доволно да потсети кој е кој во автомобилската историја. Заради тоа и акцент беше ставен на 70 годишнината на марката, која ја илустрира историските модели позајмени за оваа прилика од музеот во Цуфенхаузен. Носталгичарите имаат можност да се запознаат со современата изведба на 911 Спидстер, за која туку што беше потврдено дека ќе оди во лимитирано сериско производство. Шасијата е од Карера 4 Кабрио, но без ослонувањето и погонскиот склоп, кој во своите 500 коњи беше трансплантиран од 911 GT3. Веќе тоа ветува солидно задоволство на оние што за него ќе платат толку колку што ќе им побараат. Другите повеќе ги интересираше освежениот макан. Минималните измени во дизајнот го приближуваат до останатата луксузна гама на Porsche, новите Cayenne и Panamera. Она поважно е имплементирано под каросеријата, каде веќе ги нема дизел моторите. Мајсторите на својот занајот од Маранело за Париз подготвија вистинска посластица. Ја нарекоа Монца и ја понудија во два вкуса, но само за ексклузивно одбрани купувачи. Додека ние другите можеме да се насладуваме со перфектно искомбинираниот ретро дизајн со модерните стилски елементи, тие ќе го пробаат и V12 моторот. Најсилен со кој Ферари било кога го има направено. Од неговите 6,5 литри работна зафатнина без турбопомош се извлечени 810 конски сили. Нивната моќ во возењето добро ќе се почувствува, бидејќи овие уникатни спортисти немаат ветробранско стакло. Меѓу себе се разликуваат по бројот на седиштата, 1 или 2. Другото е исто, спринт до 100 за 2,9 секунди, а до 200 за помалку од 8. Максималната брзина изнесува повеќе од 300 км на час, а цената не е објавена. Не се знае ниту колку примероци ќе бидат направени, ниту пак кога. На салонот во Париз имаше и моторцикли, меѓу кои на изненадување најмногу внимание привлече новитетот на Харли Дейвидсон. Со криптична ознака FXDR 114, што ја разбираат само познавачите на марката, овој BDS Cruiser треба да ја спаси сезоната 2019 на американскиот производител. Адути за тоа има доста, меѓу кои најмногу импресионираат перфектната ускладеност меѓу наследството и трендовите. Благ акцент е ставен на перформансите, но во контекст каков што го сваќаат американците. Цената му изнесува околу 28.000 евра. Моторцикли на штандот имаше и Сузуки, но таму владееше четвртата генерација на Jimny. Таа со својот ретро дизајн и ултимативни теренски способности потсети зошто јапонската марка досега од овој модел има продадено 2,85 милиони примероци во 194 земји низ светот. Цената на новата генерација на Jimny ќе започнува од 18.000 евра. Салонот во Париз, таков каков што е, со отсуство на 16 производители, не можеше да помине без изненадување. На разочарување на европската автомобилска индустрија и нејзините поддржувачи, тоа пристигна од Кина. GATS GS5 му е ознаката, иако се суди според неа, ништо нема да се пресуди.
Ако се суди според она што го гледаме пред нас, можеби и ќе падне некој позитивен збор. Затоа пак за концептот Енверш се слушаа само суперлативи. Тој не беше изненадување бидејќи го видовме уште на салонот во Детройт, каде Гац Мотор со години наназад е редовен изложувач, а во Париз пак кинезите најавија дека ќе го гледаме и во Европа, не само на салоните на автомобили, туку и на патиштата. Welcome to Auto Magazine, Mr. Peugeot, and the first question will be about the future of the cars, because your position in the PSA and the Citroën Group allows you to talk about the future of the cars. What's the future of the brand according to the connecting technologies, also the new technologies for safety, etc.? So first of all, I would like to say that Citroën has started a complete refreshment of its product offer. 6 major launches in the last 2 years. It's a major evolution which brings positive fruits, plus 9% of our volume of sales in the first half of 2018. Yeah. But we're also preparing the future. Preparing the future by revealing here at the Paris Motor Show the C5 Aircross, which will start its commercial life in a few days, but also the plug-in hybrid version, which will start its life in a year's time, and which will initialize a range, a series of new products being electrified, should they be electric or plug-in hybrid. So by 2025, each and every Citroën product will be electrified, I mean either electric or plug-in hybrid. That's a major evolution. In terms of safety and connectivity, we want Citroën to remain, connected to human people, to make your life easier. So we don't want to add technologies to complicate your life. And we think about choosing the relevant technologies in order to keep your mindset free when you drive your car. The new technologies cost a lot of money to develop, to implement in the cars. But all the markets in the world are not the same. Usually the Western Europe is very developed and it's much easier to implement some new technologies, North America as well. But what is going to be with Eastern Europe, Balkan Peninsula, Africa, or even some bigger parts of Asia? I think that connectivity will be key. If you look at Chinese customers or Indian customers or Asian customers or Middle East Africa customers, lots of them are quite young and they expect speed and ease of use in terms of connectivity. They use their smartphone on a daily basis a lot, and they want, when they will be driving the car, to have the same simplicity, the same ease of use. So we've been working on that. Let's talk a little bit about the price of the cars. Yes. In last 5 years, the trend in the automotive industry is to mainstream brands to become premium brands or sub-premium. Do you think that many customers have possibility to follow your development? Not only Citroëns, but I'm talking about all the automotive brands. You know, some years ago, we had within the Citroën range 2 lines of products. There was a DS line and there was a Citroën line. Carlos Tavares decided to create a brand new brand, which is the DS brand, which is a premium brand of the PSA Group. And this was a tremendous opportunity for Citroën to confirm its positioning, which is a mainstream player connected to a large number of customers. That's not a premium brand. We want to remain highly connected to a wide number of people, to be human, to be accessible, to make life pleasant, fresh, bold, and modern. And we want affordability to be part of this recipe. So as a mainstream player, we'll continue to establish our product offer with affordability in mind.
И оваа година Porsche Македонија не ни го скрати задоволството да се дружиме со адреналинскиот Porsche Roadshow караван, кој со своите 3000 конски сили протатни низ нашата земја. Го предводеа пргавиот 718, следен од две избрани изведби на легендарниот 911. Макан пристигна во своето перформансно издание, представник на новото време беше Panamera и хибрид, а грбот ни го чуваше новиот Cayenne. Патот не водеше до винаријата Тиквеш, но изборот меѓу малиганите и октаните не ни беше тежок. Секако се одлучивме за задоволството и на враќање да уживаме во можноста техниката од Штутгарт да ни докаже зошто цели 70 години Porsche е тоа што е. А што е Porsche знае и секое дете. Се започна со моделот 356, чија модерна интерпретација е токму 718. Тој во своето кајман издание најдобро го демонстрираше духовното наследство на својот предок. Мали и агилен, иако со најмалку конски сили од сите, тој најлесно го доловуваше задоволството во возењето Made in Porsche. Заслуга за тоа имаат и трите букви GTS, кои го прават способен за предизвикување дури и на 911. И навистина, споредбата со жолтиот 911 Carrera S беше неизбежна. Тој пак немаше што да докажува. Се знае дека е брз дури и кога се гледа. Неговите 420 коњи лесно се потеруваат во галоп, кој рамноправно може да го следи единствено неговиот посилен брат. Широко извлечените блатобрани со длабоки отвори за воздух, големиот спойлер и издувната артилерија веднаш издаваат дека се работи за 911 турбо. Во случајот со додавката S, која му носи 580 конски сили и катапултирање до 100 на час за здиво одземачки 2,9 секунди. Ова е кој знае која поред наша средба со 911 и како и секогаш повторно не воодушеви со своите искрени таленти. Може да се вози и смирено, да се оди со него на пазар или пак да се патува надалеку. Затоа сепак посоодветен беше неговиот модел во колоната хибридната Panamera ST. Незината еколошка и динамично настроена погонска група на сите 4 тркала на располагање им става вкупно 680 конски сили. Електромоторот само глатко ја движи луксузната лимузина до автопатски брзини, овозможувајќи и да помине 50 на еколошки километри. После тоа на сцена стапува 4-литарскиот турбо агрегат. Иако тежи 2,3 тони заедно со двата мотора, ќе ја забрзаат до 100 км на час за 3,4 секунди. Вистински спортист беше и компактниот Макан. Го пробавме во неговата турбо перформанс верзија која испорачува здрави 440 конски сили, доволни за 270 км на час. Со истиот број коњи, поголемиот Cayenne S од новата генерација беше најбавен во Porsche Roadshow конвојот, но секако е меѓу најпредставителните во успешната 70 годишна приказна на Porsche, која есенва ни ја раскажаа 6 избрани негови представници, вредни околу €1.000.000. Долго време Форд е обвинуван дека прави досадни дизајни, но тоа се смени со представувањето на четвртата генерација на Ford Focus. Автомагазин се наоѓа во Франција, каде е присутен на првите тест возења на овој автомобил. Инаку, она што треба на самиот почеток да се каже за Ford Focus е дека се произведува во две каросериски изведби. Првата е хеджбек, втората е караван. Но тука не завршува приказната. Кога збориме за хеджбекот, тогаш имаме три различни изгледи. За моделот Active има друга маска на ладилникот, ова е маската на ST-Line, додека Vignale има уште поимпресивен преден дел. Но самиот дизајн на Ford Focus е динамичен. Напуштени се некои традиционални определби на дизајнот во Ford и веднаш се гледа резултатот. Динамичен, агилен и атрактивен. Ford Focus со својата четврта генерација сака да се наметне како еден од главните играчи во сегментот C, бидејќи самата
Самиот имидж на Ford Focus е како најпродаван во својата класа на светско ниво. Тој доаѓа со бензински и дизел мотори. Бензинските имаат зафатнина од 1 и 1,5 литри со распон на силата од 82 до 185 конски сили, додека дизелите се 1,5 литрени и 2 литрени кои се дотерани да одговорат на највисоките стандарди за издувни гасови. Тоа од прилика би било запознавањето за Ford Focus од четвртата генерација. Но како е да се вози овој автомобил, бидејќи инженерите наговестија дека имаат многу промени испод изгледот, односно испод каросеријата на автомобилот, која патем речено остана по димензии иста, но наговестуваат дека во внатрешноста има многу повеќе простор. Новата генерација на Focus ни нуди и многу возбуда во внатрешноста. Како што гледате, се е направено потполно спротивно од претходната генерација. Инструмент таблата е бутната малку понапред, хедап дисплејот е на вистинското место, додека се забележува минимализмот на централниот гребен. Тоа не значи дека овој автомобил не е богато опремен. Се наоѓам за доправувачот на изведбата ST-Line. Таа е опремена со 1,5 литрен мотор од 182 конски сили, кој е впарен со 6-степен мануелен менувач. Го избрав мануелниот менувач, бидејќи тие се најпопуларни во нашата држава. Веќе во првите метри на возење се чувствува трансформацијата на новата генерација на Focus. Таа се однесува на подпирањето. Може да се почувствува веднаш дека е подпирањето многу помеко и помалку се чувствуваат вибрациите. Ford, иако е меѓународна компанија која има своји производства низ целиот свет, може и да се квалифицира и како германска, пред се поради тврдоста на возењето. Иако е помеко подпирањето, не може да се каже дека е направен било каков компромис за подпирањето, односно за контактот со подлогата. Едноставно, Ford држи до својот имидж, а тоа е дека има можеби едно од најдобрите подпирања во светот на четирите тркала, и тоа за било кој модел, а камоли за модел од голема важност како што е Focus. Едноставно во внатрешноста се чувствувате комотно. Има право инженерите кога не брифира и ни потенцира дека има многу повеќе простор во внатрешноста, иако се задржани старите димензии, односно димензиите на третата генерација. Јас се чувствувам како да сум во најмала рака кажано во Мондео, бидејќи имам простор во сите смерови, и во зарамениците и за нозете, но има и доволно простор и растојание од главата до покривот. На самиот почеток споменав дека Focus се произведува во две каросериски изведби, но за име на имиджот се произведуваат и повеќе естетски пакети. ST-Line, потоа Vignale, кој е на врвот на понудата, и многу рационалната изведба Active. Јас се наоѓам во ST-Line и можам да кажам дека ништо не ми недостасува, ниту од дизајнерски, ниту од технолошки аспект, бидејќи богатството на опремата веднаш влегува во очите. Покрај подобрениот изглед кој стана и атрактивен и убав, Focus може да се пофали и со возните својства, впрочем како и претходната генерација. Но како што кажав на почетокот,
подпирањето е многу ометнато, но се чувствува дека нема никакви компромиси во однос на безбедноста и припојувањето кон патот. Едноставно, со секое померање на управувачкото тркало, вие знаете веднаш како реагира автомобилот и во кој смер тој ќе се движи. Јас не успеав да го испровоцирам за да направам некои корекции во траекторијата на движење, бидејќи можам да кажам со мирна совест дека фокус е како залепен за асфалтот. Да се вратиме малку на моторот. 1,5 литрениот мотор има 3 цилиндри и подпомогнате со турбополнач испорачува 182 коњски сили. Она што за него е карактеристично е дека работи многу тивко и култивирано. Трите цилиндри се избалансирани, така да не може да се почувствуваат одредени вибрации кои се типични за мотори кои испорачуваат повеќе сила. Пареноста со менувачот е одлична. Во тек на возењето забележав и дека звучната изолација е многу подобра. Таа не пропушта никакви звуци од надвор и се возите обкружени со тишина. Може би малку повеќе се слушаат пневматиците, но тоа е проблем кај сите автомобили од сегментот C. Кажав многу пофални зборови за Ford Focus, но тој ги заслужува пофалбите. Она што не ми се допадна во возењето на овој модел е економичноста. Иако е декларирана дека се потребни само 7,5 литри на 100 километри, ја забележав потрошувачка поголема од 11 литри, поточно 11,3 литри. Но кога човек ќе се научи на овој мотор, може би и ќе ги достигне вредностите на економичноста. Ford Focus, кога ќе го гледате овој прилог, би требало веќе да биде пристигнат во Македонија. Неговата цена би требало да започнува некаде околу 15.500 евра за базичната верзија. Тоа е Trendline со 1 литарски мотор од 82 коњски сили. Есте изведбата немам представа колку би чинела, но во секој случај таа ги задоволува потребите и на најпробирливите. Едва и чекам Ford Focus да го возам во домашни услови во Македонија, бидејќи ова е еден од најважните новитети во годината 2018, но и Ford Focus покажува капацитет да направи поголеми превирања на пазарот. Се разбира дека тоа ќе зависи и од неговата цена, особено во Македонија, но на западните пазари сигурно дека ќе направи големи претумбации. Јас ве поздравувам и ви посакувам се најубаво до следното издание на Автомагазин. До гледање.